Добре дојдовте во училница по предметот математика за 7 оделение. Во оваа видео лекција ќе учиме за пресметување бројна вредност на израз од првата тема број и решавање проблеми. Наставни цели, при тоа учениците во оваа видео лекција треба да користат редослед на операции, вклучувајќи и загради при едноставни пресметувања. Да работат со броеви, алгебарски изрази и применуваат често користени алгоритми. Најпрво да размислим. Кој е редоследот на извршување на операциите? Во вашите тетрадки запишете. Како мислите сите овие тука наведени операции да ги запишете редоследно по редоследот на извршување? Степени, множење, делење, собирање, одземање, загради. Да провериме дали редоследот кој што го запишавте е точен. Редоследот на извршување на операциите е прво загради, потоа степени, потоа делење и множење, при тоа делењето и множењето имаат иста важност, и собирање и одземање, исто така и собирањето и одземањето имаат иста важност. Да разгледаме неколку примери со пресметување бројна вредност на изрази. Во изразот под А, 6 на квадрат минус 4 на квадрат делено со 8 е еднакво на. Прво предност имаат степените, затоа пресметуваме 6 на квадрат, тоа е 36, минус 4 на квадрат, тоа е 16, поделено со 8 се препишува, е еднакво на. Следно го гледаме овој израз тука. Предност има одземањето или делењето. Според редоследот на извршување на операциите, предност има делењето, затоа 36 минус се препишува и прво делиме. 16 делено со 8, тоа е 2, и на крајот пресметуваме 36 минус 2, се добива резултат 34. Во изразот под Б, минус 6 плюс 8 делено со 2 минус 7 во заграда е еднакво на. Прво се ослободуваме од заградите, минус 6 плюс 8 делено со 2 минус по минус 7 се добива плюс 7 е еднакво на. Во овој израз предност има делењето, затоа прво делиме 8 делено со 2, ќе го пресметаме. Минус 6 плюс 4 плюс 7 е еднакво на. Минус 6 плюс 4 се добива минус 2 плюс 7 е еднакво на. Решението е 5. Под В, 2 плюс 1, тоа е во заграда на степен трета минус 8 по 3. Тука треба да се внимава, прво се предност имаат заградите, потоа степените, па потоа ќе биде множењето и на крајот одземањето. Значи, 2 плюс 1, тоа е 3 на степен трета, минус 8 по 3 се препишува. Се пресметуваат степените. 3 на трета, тоа е 27, минус 8 по 3, тоа е 24, тоа е еднакво на 27 минус 24 се добива 3. Пример 2. Пресметај бројната вредност на изразите. Во изразот под А, во заграда имаме 15 делено со 3 на квадрат плюс 9 делено со 3. Предност имаат заградите. Значи во заградата пресметуваме 15 делено со 3, тоа е 5 на степен 2 плюс 9 делено со 3 е еднакво на. Во овој израз пресметуваме степените, па потоа делењето и на крајот собирањето. 5 на квадрат, тоа е 25, плюс 9 делено со 3. Во наредниот чекор 9 делено на 3, тоа е 3, затоа 25 плюс 3 се добива крајен резултат 28. Под Б, 12 плюс 16 делено со 3 плюс 1 е еднакво на. Предност имаат заградите, затоа се пресметува прво 3 плюс 1, тоа е 4, а другото се препишува 12 плюс 16 делено со 4. Следно гледаме во овој израз. Која операција има предност? Собирањето или делењето? Тука предност има делењето, затоа 12 плюс се препишува, 16 делено со 4 е 4, е еднакво на. 12 плюс 4 се добива резултат 16. Во изразот под В, 3 по 8 минус во заграда 9 минус 7 на степен 3 е еднакво на.
3 по 8 се препишува минус предност имаат заградите, затоа прво се пресметува во заградата, 9 минус 7 тоа е 2 на степен 3 е еднакво на. Следно гледаме во овој израз, тука предност имаат степените, затоа 3 по 8 се препишува минус 2 на степен трета, тоа е 2 по 2 по 2, затоа тука решението е 8 за 2 на трета, е еднакво на 3 по 8, тоа е 24, минус 8 е еднакво на 16. И во примерот под Г, 3, тука штом не се пишува некоја операција, не се става знак, се подразбира дека станува збор за множење. Значи 3 по, во заграда имаме 4 плюс 7 минус 5 по 4 делено со 2 е еднакво на 3 по, предност имаат заградите, 4 плюс 7 тоа е 11, а останатото се препишува минус 5 по 4 делено со 2 е еднакво на. Доколку ги пресметаме, 3 по 11 тоа е 33, минусот се препишува, 5 по 4 тоа е 20 делено со 2. Во ова израз гледаме кои ни се дадените операции, тоа се одземање и делење, затоа право се извршува делењето. 33 минус 20 делено со 2, тоа е 10, 33 минус 10, крајен резултат 23. Пример 3. Стави загради на правилното место за равенствата да бидат точни. Под А, 16 минус 4 плюс 5 е еднакво на 7. Ова знаеме дека вака равенството не е точно, значи мораме да ставиме загради за да биде точно. Тука се препорачува да се запишат изразите неколку пати и да се обидите да ги решите ставајќи загради на различни места. Еве прв обид, ставаме загради пред 16 и после 4. Да ги пресметаме колку изнесува 16 минус 4 плюс 5, да видиме дали ќе добијаме 7. 16 минус 4, тоа е 12, плюс 5 добиваме 17. Ова значи дека заградите не ги ставивме на точно место. Следен обид. Во заграда ги ставаме 4 плюс 5. Да провериме. 16 минус се препишува, 4 плюс 5 тоа е 9, 16 минус 9 се добива 7. Значи сега заградите се поставени на точно место, односно равенството е точно. По примерот под Б. 2 плюс 3 по 8 минус 5 треба да добијаме 15. Каде да ставиме загради? Прв обид, да ги ставиме двојката и тројката да бидат во загради, односно 2 плюс 3 да биде во заграда. Да провериме дали ќе добијаме 15. 2 плюс 3 кога ќе оставиме во заграда, предност има заградите, значи 2 плюс 3 е 5, по 8 се препишува, минус 5. 5 по 8, тоа е 40, минус 5 добиваме 35. Значи заградите не се поставени на правилното место. Следен обид, 8 минус 5 го ставаме во заграда, тоа има предност при пресметката, 8 минус 5 тоа е 3, а тоа претходно 2 плюс 3 по е препишано. Во ова израз тука, предност има множењето, значи 3 по 3 тоа е 9, 2 плюс се препишува, 2 плюс 9 добиваме 11. Меѓутоа од десната страна на ова равенство пишува дека треба да добијаме 15, значи заградите не се поставени на правилното место. Следен обид, и 2 плюс 3 е ставено во заграда и 8 минус 5 е ставено во заграда. Вредноста на изразот во оваа заграда е 5, а вредноста на изразот во оваа заграда е 3. Значи имаме 5 по 3, тоа е 15. Добивме точен резултат, значи заградите се поставени на правилното место. Пример 4. Паузирајте го видеото и обидете се самостојно во своите тетрадки да ги решите овие два изрази, а потоа да проверите постапно дали добивте точни резултати. Примерот под А е 13 плюс, отвораме заграда, 12 делено со 4 минус 9, затворени загради, плюс 7. Да провериме дали вашето решение во вашите тетрадки се совпаѓа со решението дадено тука. Предност знаеме дека имаат заградите, меѓутоа во овој случај во заградите и во внатрешниот дел имаме загради. Како ќе го пресметаме ова?
13 се препишува плюс, во овие загради размислуваме во овој цел израз која операција има предност, тоа е делењето, затоа прво е пресметано 12 делено со 4, тоа е 3, минус 9 е препишано. И плюс 7 е препишано пред знакот за еднакво. 13 плюс 3 минус 9 изнесува минус 6, плюс 7. Во наредниот чекор 13 плюс по минус 6 се добива минус 6 плюс 7. Во заградата изразот 13 минус 6 е 7 плюс 7 е еднакво на 14 е точното решение. Доколку и вие добивте 14, значи успешно сте ја совладале оваа видеолекција. Доколку не добијате 14, коригирајте го според ова решение. Во изразот под Б предност имаат изразите што се во заградите, затоа прво пресметуваме 10 минус 4 тоа е 6, минус 20 делено со 2 тоа е 10, по 5 се препишува е еднакво на 6 минус 10, тоа е минус 4 по 5 и се добива крајно решение минус 20. Следно имате задачи за самостојна работа, обидете се овие 6 задачи да ги решите самостојно, при тоа прикажувајќи ја целосно постапката. За прва задача треба да добијате решение 88, за втора задача 19, за трета задача решение 83, за четврта задача решение 58, за петта задача решение 230 и за шеста задача решение 52. На овој линк имате дополнителни задачи со вежби за редослед на операции, каде што преку игра можете да вежбате задачи со редослед на операции. Задачи дополнителни за вежби, исто со пресметување бројна вредност на израз, имате и во вашиот учебник по математика за 7 оделение на страна 29. Ви посакувам успешна работа.